Дечки, дојде и тој ден. Се спремавме за представата со месеци. На почетокот, кога почнавме да ја спремаме представата, сакавме да раскажеме приказна за лицемерието, за општеството, и јас мислам дека успеавме во тоа. Значи, многу сум горд на вас. Ако се случи да сгрешите негде, продолжувате понатаму. Никој во публика не ја знае представата. Значи да бидеме искрени и своји. Одете да се спремате, ајде. Сакаш да си праваме текст? Ќе го јадеш тостот? Не го јадам тостот. Дај бе, доста јадеш, брат. Дај да повториме текст. Гледа бе, Димко, уживај малку, тебе да не те јадам. Фунц профани да, глупости да јадеме на сцена. Шо мисли он, кој јаде леќа на денешно време? Бе, брат, тоа е реквизит. Дај малце глуми у театар си. И слушај, ако имаш трема, не си истурај на сите. Ајде, држи. Смири живце, ајде. Вие треба веднаш да умрете од срам. Вие треба веднаш да умрете од срам. Зар сметате, Алсевс, дека... Да, сметам дека ми сгрешивте. Така. Сметате дека ви погрешив вам. Но кажете ми, што може да направам? Човек треба да биде тоа што е. Вистината да се гледа во се што кажува и прави, а не мислите свој да ги маскира со лаки. Така. Но има ситуации кога вистината непогрешна е, недопустива и смешна. Па не може се што наум ќе ви падна да кажувате, ќе почнете да навредувате. Насекаде само подло подмилкување, лажно ласкање, измама и искористување. Па одбивам да учествувам. Во тоа е суштината. Човештвото од мене ќе слуша само вистината. Гледам дека искреноста ви е света. Па мора искрено да ви кажам, ви прави штета. Вредностите на старите времења не постојат веќе, попусто сте гневни на навиките на новото време. Глупост е да мислиш дека може да го промени светот, а вистината која што не сакате да ја изгубите, ја наоѓате ли во жената што ја љубите? Зар неискреноста и лагата што толку ве плашат, ги простувате само кај љубовта ваша? Грешките и ги знам, но попусто време губам. Умее да направи таа се, за да ја љубам. Шо ти е? Лошо ми е, многу ме боли стомак. Ајде, ништо не ти е. И толку многу се буреше за тоа леќата, на крај цела ја лапна. Може не било добро сварена. Ама се опушти да знаеш, супер ти пројде сцена. Идам јас, морам да се вратам на светот. Сара, шо ти ама? Добро си? Абе да не јадеш и ти од леќата. И мене многу ми е лошо. Не ни знам каков вкус треба да има, не ни јадам манџи. Знаеш, може е расипано. Ти нормален си. Сакаш да се подујам. Ќе ми се слоши од лецитин. Стегни ми уште малку. Лецитин? Шо е тоа? Го има у бургер? Стегни бе посилно. Ама веќе премногу е стегнато. Не! Добре, излези. Оди излези, остај ме сама. Добро. Шо ти е, бе? Жива леќе, изадов ќе умрам, лецитин има у леќата.
Вие добивте линијата на ургентен центар. Ве молиме, почекајте, има 7 итни случаи пред вас. Во моментот немаме слободно возило. Оној што е осуден вечно да чека, неизлечливо ќе се мачи. Само смртта може да го спаси тој да не полуди. Го убивте со лаги! Искрено! Оној кој со надеж вечно се буди. Искрено! Чувствувам срам! Зарад вистината во лице да ви ја соопштам. Сомнежите се пострашни од се. Инсистирам, одговорете. Двајцата не лажете, играта се распадна. Вашата маска конечно падна. Лила на сцена. Лила на сцена. Лила! Ја бе си го видела Симон? Гарант отишел да јаде, зашто не се најаде доволно. Ке се врати, има време до неговата сцена. Please unlock and ride. Јане на сцена. Симон! Тина на сцена. Симон! Судбината го јаде човекот. Само вистина може да е лекот. Би било подобро помалку да се грижите за светот цел, а повеќе да се посветите на сопствениот дел. Секој е должен пред себе да гледа, да постави пример свој, со добри дела безброј. Затоа престанете со предрасуди. Оставете нека небото му суди. Помош! Морате брзо да ме прегледате. Актери на позиции, спремете се за крај. Кај е Симон? Не знам, го барам. Се случи несреќа, изедов жива леќа и ќе умрам. Ти знаеш? Му звониш? Се. Ајде. Прво, смири се. Ништо не ти е. Испи малку вода, добро ќе бидеш. Што, нема да умрам, ама прочитав дека... Знам што пишува. Не си прв таков тука. Затоа ти велам, се ќе биде во ред. Читате глупости па доаѓате кај нас. Нема да умреш, ќе живееш, ништо не ти е. Може би малку киселини, напи се Кока-кола. Ако не ти помине, утре јави се кај матичниот. Фала ви. Каде е Симон? Вистината ни дава надеж, не смирува, ги ублажува нашите маки. Но што е сега тоа вредно, кога за вистината е касно? Се ето, на неа сега се оставила. Такси! А може ли вистината светот да го менува? Не се надевав стварно. Дека ќе се служите со ваков груб трик, дека на вашите игри ќе видам заложник. Зар, кажете ми сега како и од која страна може да се прикрие ваква лага. Кажете ми Симон сега на сцена! Симон на сцена! Нека вашата душа мене ме слуша. Нека вашата душа мене ме слуша.
Каде е Симон? Јас го мразам човечкиот род. Што правиш ти, бе? Се ќе уништиш. Јас ќе уништам. Сакаш да ја знаеш вистината? Вистината е дека тоа стварно не бев јас. Јас ќе уништам се, па ова е се лага. И масата, и столот, и костимов, се тој ова лага. И на вистина не бев јас. Тоа стварно не сум јас. Тоа стварно не бев јас. Никој на никого веќе не верува. Никој на никого веќе не му верува. Никој на никого веќе не му верува. Во светот на лагата, вистината е револуционерен чин.